Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. 24-годишно лице од Виница загина во тешка сообраќајна несреќа што се случи на излезот од Кочани кон Оризари. Загинатиот управувал со еден од автомобилите што директно се судриле во близина на бензинската пумпа. 24-годишниот ДС од Виница загина во тешка сообраќајна несреќа што синоќа се случи во близина на бензинската пумпа кај Автоатом на излезот од Кочани. Страотниот судир помеѓу патничките возила Голф и Мерцедес ги вознемирил станарите од околните згради, а улицата беше целосно затворена за сообраќај повеќе од 1 час. На местото на несреќата беше повикана и екипа од територијалната противпожарна единица, која помагаше во извлекувањето на лицата од возилата. Според официјалните информации од секторот за внатрешни работи, 24-годишникот од Виница го управувал Голфот, а зад воланот на Мерцедесот бил АП од Кочани. Во 23 часот и 5 минути во полициската станица во Кочани пријавено е дека на улицата булевард Теодосија Паунов во Кочани се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило Мерцедес со кочански регистарски таблици управувано од 32 годишен возач од Кочани и патничко моторно возило Голф со винички регистарски таблици управувано од 24 годишен возач од Виница. Веднаш излезено на местото на несреќата и двајцата возачи со возило на итната медицинска помош од Кочани се пренесени во болницата во Кочани, при што од страна на доктор, кај возачот на патничкото моторно возило Голф, за жал е констатирана смрт, додека кај возачот на патничкото моторно возило Мерцедес се констатирани телесни повреди и истиот е задржан на лекување во болницата. На местото на настанот увид направија јавен обвинител и екипа на полициската станица од Кочани. Според она што можеше да се забележи на лице место, од силниот удар возилото Голф, кое беше целосно уништено, застанало пред влезот на Автоатом, додека Мерцедесот преку тротоарот завршил пред оградата на фабриката Руен. Очевидци на судирот кои не сакаа да зборуваат пред камера, рекоа дека возилата се движеле со поголема брзина од пропишаната и судирот бил неизбежен. Последиците од сообраќајната несреќа беа видливи и пред пладнето, а минувачите со загриженост зборуваа за страотната гледка. Овој дел од улицата Теодосија Паунов е црна точка во Кочани и на потегот од неколку стотини метри досега имаше поголем број сообраќајни несреќи, од кои дел имаа и трагични последици. Од полицијата додаваат дека последната сообраќајна несреќа е само предупредување за возачите и останатите учесници во сообраќајот за внимателно управување со возилата и почитување на сообраќајната сигнализација. Градоначалниците од источниот регион со писмено барање до заедницата на единиците на локална самоуправа очекуваат итни измени на изборниот закон. Сметаат дека на тој начин ќе се избегне блокирањето на работата на општините по 15 мај, кога им истекува продолжениот мандат. Одложувањето на планираните локални избори и неизборот на нови градоначалници и членови на советите на општините ќе ја блокираат работата на локалните самоуправи по 15 мај. Продолжениот мандат што сегашните први луѓе на општините го добија по 22 март, до кога првично требаше да ги напуштат функциите, повторно ќе истече за 1 месец, а потоа ќе се појават реални проблеми во функционирањето на единиците на локална самоуправа. Поради тоа, градоначалниците од источниот регион испратиле петиција до ЗЕЛС со која бараат да се направат измени во изборниот законник. Со дописот очекуваат реакција на надлежните, со која ќе се одложат локалните избори, бидејќи актуелните градоначалници ќе можат да потпишуваат документи само до средината на идниот месец, а потоа се заканува блокада на општините. Таков е ставот и на градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски, кој е и член на управниот одбор на ЗЕЛС. До 15 мај ние очекуваме дека ќе има решение, односно ќе има измени во изборниот закон кој што ќе се донесе во собрание за да се утврди нов датум за избори, со што локалните самоуправи можеле нормално да функционираат. Доколку до тој период не се донесе таква одлука, секако ќе има проблем во функционирањето на локалните самоуправи, во управувањето на блок дотациите, платите за основното, за средното училиште, за детските градинки, заради тоа што практично никој од градоначалниците нема да има такво овластување за да продолжи со потпишување на тие сите финансиски, но и други документи кои се под надлежност на локалната самоуправа.
Освен до ЗЕЛС, петиција на градоначалниците од источниот регион била испратена и до другите надлежни институции во земјава. Тие бараат да се реагира во најкраток можен рок, затоа што освен платите на вработените во општинската администрација, во прашање ќе бидат доведени и исплатите на личните доходи за вработените во училиштата и градинките, кои плата земаат преку блок трансакции од општините, а подписи за нив ставаат градоначалниците. Освен тоа, општините нема да можат да склучуваат и нови договори за реализација на проекти што се од интерес на граѓаните. Локалната самоуправа и годинава се подготвува за прскање против комарците, за што планира да потроши околу 25.000 евра. Јавниот тендер за извршување на услугата за дезинсекција е веќе објавен и на почетокот на идниот месец треба да биде избрана фирмата што ќе ја спроведе. Близу 1.540.000 денари планира да потроши општина Кочани за овогодишната петта поред кампања за прскање против комарците. Сумата е за околу 200.000 денари повисока од минатогодишната, со оглед што се проширува и територијата на која ќе се третира, а парите се обезбедени од локалниот буџет, претходно планирани во програмата за здравствена заштита на населението. Општинската администрација веќе го објави јавниот тендер за избор на фирма што треба да ја изврши услугата, како и да ги набави потребните хемиски средства, односно инсектицид и ларвицид, што се одобрени од Бирото за лекови, а кои се дозволени за третирање против комарци. Од локалната самоуправа планираат акцијата да се реализира според однапред подготвен план, а во координација со соседните општини во регионот, заради поголема ефикасност од третманот, но и за намалување на трошоците. Исто како и лани и годинава се планира освен терестријално, односно од земја, да има и авионско прскање. Двете третирања ќе се реализираат одделно, односно со прскањето од земја ќе се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и во дел од населените места во општината. Со авионското прскање пак планирано е во однос на лани, наместо 2700 да биде опфатена површина од 3400 хектари, пред се во градот и низинскиот дел од општината. Јавниот тендер за набавка на услугата и хемиските препарати трае до 3 мај, а за сега се уште не се утврдени дефинитивните рокови кога ќе се реализира третирањето. Најверојатно, тоа ќе се договора на заеднички состанок со другите општини, поради неопходноста прскањето да биде во приближно ист временски период заради поголема ефикасност. Вообичаено, првиот третман досега се спроведуваше во почетокот на месец јуни. Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов со предпразничен концерт во Виница. Целта е доближување на класичната музика до граѓаните на источниот регион. Флейта, кларинет, гитара, хармоника, виолина, пијано се само дел од инструментите на кои талентираните основци може да ја продолжат својата музичка надградба во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов од Штип. Колку научиле оние кои веќе го оформуваат средното музичко образование, можеше да се види и чуе и деновиве, кога сите тие заедно со своите професори и ментори одржаа концерти во Виница. Концертот е впрочем промотивен модел на училиштето во пресред на предстојните уписи. Оваа година, како и во сите други средни училишта, така и ние сме отворени за упис на младите новите средношколци. Имаме две паралелки, односно вкупниот број на ученици кои треба да ги запишеме се 70. Во две паралелки тоа едните не се теоретичари, другите инструменталци. Во инструменталниот оддел располагаме со сите видови инструменти класични, застапени како што се гудечки, дувачки, ударни. Интерес секогаш имало и ќе има. Покрај средното музичко училиште вршиме уписи на основно музичко училиште на мали дечиња кои исто така изучуваат класичната музика. Тие посетуваат 2 пати неделно настава, теорија, елементарна теорија и солфеж и изборен предмет кој покажуваат интерес и љубов кон кој инструмент. Училиштето, кое годинава слави 70 години јубилеј во Виница, гостуваше на покана на Домот на културата Тошо Арсов. Со
Со литургии и читање часови и евангелија започна празнувањето на најголемиот христијански празник Великден. И годинава, како и лани, во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорги на Воскресение Христово, директно од Ерусалим, ќе биде донесен благодатниот оган. Со читањето часови со литургија на претходно осветени дарови во православните храмови започна великденските празнувања. Во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги на Велики четврток утрово се одржа вечерна со Света Василева литургија, по која се изврши општ маслосвет, а вечерта во 18 часот читање на 12 страстни евангелија и изнесување на свето распетие. На Велики петок царски часови, вечерно богослужение и изнесување на света плаштаница и во 18 часот оплакување на гробот Христов со пеење на статиите. Велика сабота вечерна со Света Василева литургија, 23 часот и 30 минути полунокница. Свештениците од Кочанскиот храм информираат дека и годинава, како и лани, во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорѓе во Кочани на Воскресение Христово Великден, директно од Ерусалим ќе биде донесен благодатниот оган. На самиот ден Великден, недела, објавување на Воскресението Христово, пасхална утрена и света Златоустова литургија. Во 8 часот света литургија и читање на свето евангелие на различни јазици. На вториот ден Великден во 7 часот утрена со света архиерейска Златоустова литургија на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. 16 часот празнично вечерно богослужение. На третиот ден Великден во 7 часот утрена со света архиерейска Златоустова литургија, а во 16 часот празнично вечерно богослужение. Свештениците зборуваат за значењето на Великден и деновите пред најголемиот христијански празник. Откако настанало затемнувањето од 6 до 9 час, тоа од 12 часот на пладне до 3 часот исто така на пладне, Христос пред да го преда својот дух, кажува се сврши, нели го предава својот дух и тогаш настанува еден земјотрес. Војниците се со цел за побрзо да завршат со своите животи оние кои што се распнати заедно со Христос, бидејќи бил празник и сакале да ги закопаат телата се со цел да не прават поголеми проблеми, им ги прекршуваат колената се, тоа бил еден нивни метод, значи целата тежина паѓала на шијата и за неколку минути тие се загушувале, но веќе бидејќи виделе дека Христос бил мртов, него го само прободеле помеѓу ребрата, со што се исполнило пророштвото дека коска негова нема да биде скршена и како што е посведочено од неговите ребра потекло крв и вода. Арцовски додава дека во однос на причестувањето може да пристапи само оној кој што постол во текот на постите, согласно благословеното, иако е исповедан пред духовен отец. Голем великденски хепенинг организираа учениците и вработените во основното училиште Свети Кирил и Методи Кочани. Изработија разни великденски украси и јадења кои што ги продаваа, а собраните пари од продажбата се наменети за потребите во наставата. Пресрет на најголемиот христијански празник Великден на основното училиште Свети Кирил и Методи Кочани организираше великденски базар. Станува збор за традиционален великденски хепенинг кој што ова училиште го организира 10 години поред. Базарот е во организација на учениците од оделенска настава и нивните наставници, а голема поддршка имаат и од родителите. Учеството на родителите во базарот е за посебно истакнување, велат одговорните во училиштето. И оваа година традиционално во нашето училиште се одржува големиот великденски хепенинг по повод големиот христијански празник Великден. Хепенингот е од продажен карактер. Сите собрани парични средства ќе бидат употребени за потребите на училиштето, наставниците и учениците. Учениците и вработените во училиштето изработија разни великденски украси и останати изработки и јадења. Се продаваа по символична цена, а вакви и слични активности училиштето ќе организира и во иднина. Методи Митев, кој што собира пари за потребната операција во Кина за повторно да застане на нозе, јавно пред камерите ја негира информацијата која што прострои во јавноста, дека ги собрал потребните пари за операцијата. Мите вели дека му се потребни уште 8.000 евра, зашто ги моли хуманите граѓани за помош.
Неточна е информацијата што се појави во јавноста дека Методи Митев од Кочани ги собрал парите за потребната операција во Кина. Тој вели дека, иако се израдувал дека ќе ги добие парите, сепак бил добро изманипулиран и излажан. Како прво би сакал да ви се извинам за расширената вест, дека сметката ми е дополнет. Тој човек не е човек, си подигра со мојата мака и маката на моите родители. Прво ме израдува дека ќе ја дополни потребната сума на дека ќе ја дополни потребната сума за операција. Не посети дома, не убеди со неговата лага. Ние од радост дори и заплачавме, што мислевме што му поверувавме дека стварно ќе ги дополни, дека стварно ќе ја дополни сметката и на крајот ми даде само лажна надеж и си подигра со мојата мака и маката на моите родители. Митев се заблагодари на хуманоста на граѓаните и кажа дека и понатаму продолжуваат активностите за собирање на средства, така што хуманите граѓани може да донираат на неговата сметка. За Великден ќе биде организирана хуманитарна акција со штандови за продавање на великденски украси. Инаку, на Методи Митев, кој што боледува од хередитарна параплегија, потребни му се уште 8.000 евра за да ја постигне целта, да ја собере потребната сума на пари, која што му е потребна за операција во Кина, за повторно да може да застане на ноза. Следуваат информациите од спортот. Викендов се играат надпреварите во првата фудбалска лига за жени и во третата лига Исток. Женскиот фудбалски клуб Кочани ќе патува во Скопје на средба со Драгон 2014, а Осогово ќе биде домакин на Напредок Здравје од Радово. Викендов екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе ги продолжи надпреварите во пролетниот дел од првенството со настапот во 14-тото коло, во кое тие ќе гостуваат во Скопје против Драгон 2014. По победата пред 2 недели на домашен терен со Ас Юнајтед од Струга, ова гостување за девојчињата на тренерот Оливер Јовановски ќе биде искушение. Скопјанки во моментот се второ пласирани, а нашиот клуб веќе започна серија од добри игри и резултати во последните неколку кола, така што средбата има големо значење за двете екипи. Со оглед што домашниот тим е во трка со екипата на Истатов за освојување на шампионската титула, може да се очекува дека тие ќе сторат се за да ги освојат бодовите и да ја намалат бодовната разлика со својот конкурент. Во моментот женскиот фудбалски клуб Кочани е на третото место со 16 бода, колку што има и екипата на Атлетико од Битола, но кочанскиот женски прволигаш има далеку подобра гол разлика. Во третата фудбалска лига Исток, викендов ќе се игра 24-тото коло, а фудбалерите на Осогово ќе бидат домакини на надпреварот со Напредок Здравје од Радово. По победата на жолто-сините минатата недела на гостувањето против Малеш, се очекува тие да ја продолжат серијата од 8 победи во низа од почетокот на пролетниот дел. Струмичката екипа е седмо пласирана, без амбиции да се вмеша посериозно за горниот дел на табелата, но може да биде незгоден противник и да ги намачи домашните играчи. Доколку извојува уште еден успех, Осогово ќе остане во борбата за втората позиција, откако со освоените 51 бод води мртва трка за второто место и заостанува само 4 бода за првопласираната Беласица. Надпреварот со Напредок Здравје се игра в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 16 часот. Каратистите на карате клубот Кочани се вратија со нов успех од 11-тиот меѓународен турнир Гази Баба Опен 2017, што се одржа во Скопје. Нашиот клуб учествуваше со 6 надпреварувачи, а двајца од нив се вратија со бронзени медали. Успех во настапите во конкуренција на борби имаа Љубомир Давидков и Иван Јанкулов во категоријата до 63 килограми. Останатите каратисти од нашата екипа и покрај желбата за поголем успех беа елиминирани уште во првото коло и останаа без медали.
Почитувани ги следевте вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.